почитувани представници на медиумите. Минатата 2017 година беше релативно успешна за осигурителната индустрија во Република Македонија. Осигурителниот сектор забележи раст во однос на бруто полисираната премија и бројот на продадени договори за осигурување, и покрај тоа што растот беше поумерен во однос на претходната година, што се должи пред се на се уште присутното влијание на ризици од неекономска природа во текот на 2017 година. Позитивниот тренд е забележан во однос на порастот на капиталот, порастот на активата и на финансиските вложувања како дел од активата. Од друга страна, друштвата на агрегатна основа забележуваат пат на остварената добив по одработењето споредбено со 2016 година, иако поединичните резултати се премногу хетерогени за да се извлече заклучок за општ пат на профитабилноста. Во последниот квартал на 2017 година, после период од 6 години на македонскиот пазар за осигурување, се појави ново друштво, завршени работи на осигурување на живот со основање на Триглав осигурување живот. Со оваа промена, на крај на 2017 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 16 друштва за осигурување, и тоа 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за осигурување на живот. Исто така, на крајот од минатата година, друштвото за осигурување Алпсик беше преземено од турски инвеститор и по ребрендирањето работи под името Нова осигурување АД Скопје. На пазар на осигурување делуваат и голем број на посредници, и тоа 36 осигурително брокерско друштво, што представува зголемување на 3 нови друштва во споредба со 2016 година, 11 друштва за застапување, односно намалување на 3 друштва споредбено со 2016 година и 3 банки кои вршат работа на застапување во осигурување. При тоа имаме 507 лиценцирани брокери, 1155 лиценцирани застапници во осигурување. Во 2017 година е остварена бруто полисирана премија во вкупен износ од 8,99 милиарди денари, што представува пораст на приходите од 3,1% во однос на остварените приходи во 2016 година. Во текот на 2017 година, друштвата за осигурување склучиле 1.385.676.000 договори, при што се забележува пораст од 7,79% во однос на 2016 година, кога биле склучени 1.292.749 договори за осигурување. Во делот на неживотно осигурување остварена е бруто полисирана премија во износ од 7,54 милиарди денари, што представува пораст на приходите од 1,57% споредбено со 2016 година. Во структурата на премијата, најзначајна категорија представува задолжителното осигурување од автоодговорност со учество од 45,25%. Односно во апсолутни износи, премијата изнесува 4,07 милиарди денари и споредбено со 2016 година бележи пораст од 5,47%. Втора поголема категорија представува осигурувањето на имот, кој што има пазарно учество од 15,97%. Кај оваа класа на осигурување се забележува пад од 7,65% и во апсолутни износи тоа изнесува 1,44 милиарди денари, но истовремено се забележува пораст на број на склучените договори од 11,33%, што е показател за изразената ценовна конкуренција помеѓу друштвата за осигурување, што доведува зголемениот број на продадени полиси да биде реализиран со пониски цени во однос на претходната година. Во делот на осигурување на имот од катастрофални ризици се забележува намалување. Во сегментот на осигурување од поплава, вкупниот број на продадени договори за осигурување е 39.339, што представува намалување во однос на 2016 година, кога биле склучени само 44.240 договори, при истовремен пат од 60 на 69
1,65 милиони денари во споредба со минатата година кога биле реализирани 77,24 милиони денари. Истиот тренд е присутен и во сегментот на осигурување на имот од ризик земјотрес, значи таму е забележено негативен тренд, додека кај земјоделското осигурување, како посебна класа во рамките на осигурување на имот, исто така се забележува пат од 10,49% во остварената премија, која изнесува 157,26 милиони денари, како и во број на склучени договори, односно падот е скоро за 44,26%. Во минатата година, она што вреди да се истакне, имаме динамичен пораст во делот на продажбата на приватното здравствено осигурување. Во 2017 година се склучени 1759 договори за здравствено осигурување со реализирана премија од 58,09 милиони денари, споредбено со 2016 година, која биле склучени 1256 договори со вкупна полисирана премија од 45 милиони денари. Кај осигурувањето на живот се забележува пораст на приходите од 11,95% во однос на 2016 година, при што продолжува трендот на двоцифрена стапка на пораст на приходи, иако е евидентно забавувањето на порастот, бидејќи последните години порастот беше над 20%. При тоа, кај осигурувањето на живот, најголем пораст имаме кај осигурителните производи кои што се викаат животно осигурување, кога инвестицијскиот ризик е натовар на осигуреникот или меѓународно познат како Unit Link осигурување, која и беа склучени 1599 договори и представува пораст од 9,07% споредбено со 2016 година. Во 2017 година друштвата за осигурување исплатиле штети во износ од 3,58 милиарди денари и има само символично намалување од 0,79% споредбено со 2016 година. Во структурата на каналите на продажба најголемо учество зазема директната продажба со 50,62%, потоа следи продажбата преку осигурителни брокерски друштва со 26,47%, продажбата преку агенти или застапници со 11%, банките со 2,15%. На крај на 2017 година вкупниот капитал на друштвата за осигурување е за 4,3 пати повисоко од потребното ниво на минималната маргина на солвентност. Минатата година осигурителниот сектор остварил добивка по даночување во износ од 458 милиони денари. При тоа, кај друштвата за неживотно осигурување, 9 друштва оствариле добивка, додека 2 друштва оствариле загуба. Додека кај друштвата за осигурување на живот, 4 друштва оствариле добивка, додека едно друштво остварило загуба. Вкупните вложувања во друштвата за осигурување кои произлегуваат од вложувањата што ги покриваат техничките резерви, математичката резерва и капиталот, изнесуваат 15,49 милиарди денари, односно бележат пораст од 9,69%. Ова се најважните бројки податоци за трендовите во 2017 година. Ви благодарам, господин Поповски. Сега ќе дадеме збор и на председателот на Сдруженијето на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија, господин Бујновиќ. Благодарам, добар ден и од мене. Како и секоја друга индустрија во изминатава година и осигурителната индустрија се соочи со доста предизвици, но од друга страна и доста можности кои што ни се отвараат како индустрија и како компании кои сме дел од таа индустрија. Компаниите се повеќе инвестираат во нови, иновативни производи и услуги кои што обезбедуваат секако додадена вредност не само за компаниите, туку и за самите клиенти, односно додадена вредност на постоечките производи. Еден од најбитните сегменти на кои што се индустријата се осврна минатата година е секако се побургу растечкиот тренд на дигитализација, значи доста се инвестираше во тој сегмент, така да со оваа година, со
практички од овие денови почнуваме да се почнува со продажба на и веб обнова на автоодговорноста преку дигиталниот канал, односно преку интернет. И тоа е еден од начините на кои што осигурителната индустрија сака да што повеќе да им се приближи и нели да го направи користењето на осигурувањето поедноставно за клиентите. Почнуваме, како што кажав, во осигурителната индустрија доста од компаниите, иако најголемиот дел од пазарот го сочинува, како што кажа председателот, автомобилската одговорност, свесни сме дека тој пазар е се потесен и осигурителната индустрија, односно сите компании се насочуваат кон развој на производите во незадолжителните класи на осигурување, каде што сепак се уште се соочуваме дека свесноста на населението во Република Македонија за потребата на осигурување е на ниско ниво. Следствено на тоа, наша основна задача и должност во периодот кој што следи е да работиме на едукација на пазарот, да работиме на едукацијата на населението, да осигурувањето го свати како потреба и да кажеме инвестиција во сигурна иднина, а не како производ кој што е непотребен или кој што е скап. Постои една погрешна перцепција дека осигурувањето на имотот или на здравственото осигурувањето на живот, ако сакате, постои перцепција во Република Македонија дека е премногу скапо. За жал, луѓето тоа го мислат затоа што не се доволно информирани. Ќе повторам, наша главна цел во периодот кој што следи ќе биде едукација на пазарот, да ги доближиме осигурителните производи, да креираме производи кои што ќе бидат прифатливи за пазарот, и нормално во таа едукација ќе се вклучиме во програмата на Агенцијата за супервизија на осигурување, во делот на неделата за финансиска едукација, ќе се вклучиме и ќе поддржиме уште еднаш интерактивната игра која што се дистрибуира низ училиштата, која што ја потенцира потребата за осигурување, и тука сме цврсто убедени дека едукацијата треба да почне од најраната возраст. Она што дополнително како Сдружение на осигурување при Стопанската комора на Македонија го започнавме иницијатива, заедничка иницијатива со Министерството за финансии, каде што беа побарани и беа дадени предлози од наша страна во делот за Законот за јавни набавки, каде што нели се уште единствен предуслов е најниската цена. Најниската цена не секогаш значи квалитетно осигурување, така да мислам дека тука промената на тој став ќе донесе пред се безбедност за државните институции. И уште една иницијатива која што се однесува, повторно ќе кажам, во делот на јавните набавки, се повеќе компаниите при добивање, односно започнување на работа, треба да поднесат банкарска гаранција. Компаниите можеби им е се потешко да ја обезбедат таа банкарска гаранција, која што е во доста висок износ од 10%, и тука осигурителните компании се подготвени да превземат дел од ризикот со тоа што ќе ги понудат така наречените осигурувања на гаранции или гаранцијските осигурувања. Тоа би било на кратко од моја страна. Секако доколку имате прашања, ви стоиме на располагање.